Почитувани собственици на компанијата ПКБеско, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска со министерот Бектеши и со министерот Николовски го видовме производството на фабриката ПКБеско, една од важните движечки сили на домашната економија, позната компанија, тука дома, меѓутоа и во регионот, како и промотор на традиционалните местни специјалитети и производи. На собствениците, целиот менаџерски тим и пред се на работниците во ПКБеско, им честитам на мисијата за квалитет која држат во живот цели 44 години и кои создадоа препознатлив вкус преку местните производи кои освен на домашниот пазар се извезуваат и на пазарите во Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, меѓутоа и од земјите од Европската унија. Кога работев во приватниот сектор, секогаш се залагав во работењето да се применуваат нови технологии, континуирано да се едуцираат вработените, бидејќи единствено на тој начин компаниите можат да го подобрат собствениот деловен систем. Во обиколка на погоните на производството во ПКБеско се уверив дека оваа компанија исполнува строги стандарди и гарантира висок квалитет на потрошувачите и сето тоа го постигнале токму со инвестирање во нови технологии, меѓутоа и во инвестирање во собствениот кадар. Со создавање новини во производството се создава и раст на компанијата, а тоа најдобро го чувствуваат вработените. Во ПКБеско работат 440 работници и овде просечната плата е 36.000 денари, што е показател дека оваа компанија се залага за квалитетен живот на своите вработени. Ваквите успешни компании и требаат на нашата економија. Ние како влада го цениме тоа и се грижиме во време на голема непредвидливост наметната од економската и енергетската криза, преку антикризните мерки и преку други поврзани политики, на компаниите да им обезбедиме да ги зачуваат своите бизниси, но најважно е да ги зачуваат и своите вработени. Од друга страна, преку мерките за компаниите го облажуваме растот на цените и ударот врз стандардот на граѓаните. Пример за ова е и ПКБеско. Компанијата ја користи мерката за субвенционирано снабдување со електрична енергија и во декември минатата година цената на нивните производи е намалена во просек за 8%. Резултат или придобивка граѓаните имаа и со други мерки и политики кои владата ги донесе минатата година. Минатата година успеавме да ја покачиме минималната плата на 18.000 денари, со покачување на пензиите, на пензионерите им обезбедуваме достоинствена старост, ги покачивме платите во образованието, во полицијата, во здравството и обезбедивме континуирано зголемување на просечната плата преку воведување на новата методологија. Дополнително над 760 милиони евра пари од буџетот ги усмеривме кон граѓаните, бидејќи тоа се нивни пари. Со пакет антикризни мерки дадовме поддршка за оние категории граѓани на кои помош им е најмногу потребна. Обезбедивме помош и за стопанството, никој не е изоставен, безбедно сите ја помина есента, а сега и зимските месеци. Со антикризните мерки обезбедивме 80% субвенционирана струја, како ефтина струја за да има непречено функционирање на виталните функции на државата. Денес живееме во времења полни со предизвици, времења кои бараат брза адаптација и реакција. Јас сум одговорен човек, а одговорни се министрите во владата, која е предводам и која умее да интервенира кога и како треба, но во исто време одговорно да управува со парите на граѓаните. Мерките кои ги донесовме се од голема важност за компаниите, бидејќи за нив обезбедивме стабилност, а крајниот бенефит од тоа го имаат и граѓаните. Со истиот овој одговорен пристап, но и со визија за иднината, ние пристапуваме и кон енергетската трансформација, која ни е толку многу потребна, особено во време на недостаток на енергенси. Со правилна поддршка и правилно менаџирање, јас сум уверен дека можеме да ја трансформираме нашата држава во хаб на зелена енергија и да обезбедиме и енергетска независност, но и да го снабдуваме регионот со струја од обновливи извори. Ова го кажувам со цел да послушам дека ПКБеско е дел од таа енергетска трансформација. Со државна помош, преку Законот за поддршка на инвестициите, оваа фабрика инвестира во нови машини, во нови технологии. Во моментов ПКБеско представува најсовремена фабрика за производство на местни производи во регионот, а при тоа веќе има инсталирано и фотоволтаична централа од половина мегават со планови за нејзино неколкократно проширување. За крај, уште еднаш ви честитам на сите за успешната работа и се надевам дека годишното производство од 9000 тони месо ќе се зголемува низ годините, ќе се зајакнува со нови производствени капацитети, ќе го зголемувате тимот со нови вработувања, ќе освојувате нови пазари
бидејќи успешни компании се показател за успешна државна економија и квалитетен живот за сите граѓани. Ви благодарам и благодарам на гостопримството денес. Благодариме и вам, премиере. Благодарам.